Ја погодив ли песната? Да. Ќе одите на концертот? Значи за Владо Јаневски, еве, бесплатна реклама на Владо Јаневски ме ја спомнувам. Да, во живо сме, секако таа го спомнуваме Владо Јаневски и песната што ја погодивме како изненадување, благодарам уште на режијата, од се срце, значи. И благодарам јас на режијата, некако како веројатно да ги читам моите мисли, дека навистина песнава една од така поубавите мои во животот, кои што даваат една романтична нота, дека сепак е животот убав и дека колку и да ви се случуваат секакви работи, секогаш, некогаш и некаде пак ќе ви се случи нешто убаво. Секако. Па знаете, ако мислите и живеете со позитивна енергија, таа ќе доживеете, ќе имате. Точно. И ќе видите секој што таа позитивна енергија. А тоа за мене леко не случајно го спомнав, бидејќи тоа ќе го доживеете кај женета, кога ќе одите денови. Со задоволство. Пред концертот. Пред концертот, да. Договорен. Со тоа што го спомнавме примарното здравство, вие сте председавач на Сдруженијето на педиатрите. И председател, че преседавате во Турција. Значи сега вака, јас бев пред 10 дена од сите мои колеги, практично педиатрите и општите лекари, избрана за нов председател, значи на педиатриското здружение на Република Македонија, претходно имаше друг, со тоа што за следите 4 години јас ќе бидам председателот кој што ќе ги брани интересите на сите педиатри. Тоа е еснавската фела, значи за педиатрите. Со тоа што сега што споменав, бидејќи бев во Љубљана, каде што бевме сите балкански асоциации, значи сите балкански здруженија, бевме собрани, имавме конференција на која дискутиравме за секоја држава посебно со нашите проблеми, па ги поставивме на маса и разговаравме како заеднички ќе можеме, нели? Секогаш е многу убаво кога споделувањето на одредени недоразбирања што секоја држава ги има, кога имате поддршка од ЕСНАФ-от, од сите здруженија на Балканот, конкретно за балканските зборувам, и во тие влегуваат сите бивши југословенски простори, тука влегува исто така Унгарија, Австрија, Бугарија, Грција и Албанија. И досега бе и Турција. Досега председавач беше Турција. Мехмед Вурал, мојот многу драг колега со кого и порано имавме извонредно убава соработка и неколку дечиња сум носела јас лично во Истанбул, каде што он е еден од водачите на една од болниците во Истанбул. Тоа е баш во центарот на Истанбул, на Таксим се наоѓа неговата болница. Предложија кој ќе биде следниот председавач за следните 2 години. Со оглед дека голем дел од колегите ме знаат, бидејќи бев доста активна и како предавач на конгреси, сум одела, сум дружела на школите што ги организираа моите колеги во хрватската школа, српската школа, словеначката школа и други, ме предложија мене. Се знае лидер да се биде лидер за следните 2 години за целите овие балкански асоциации на педиатри, што за мене представуваше голема чест и задоволство, големо исто така и да речем на некој начин и одговорност, но ми е драго што тоа ќе се случува сега за следните 2 години на овие простори, веќе ми создава нови идеи како кога ќе доаѓаат моите колеги, кога ќе одржуваме одредени симпозиуми каде што ќе можеме да ги расчистуваме дилемите и темите од областа на педиатријата, ќе имам дефинитивна поддршка од сите овие, да речем, мои колеги на овие простори. Најверојатно тоа ќе го одбереме како град ќе биде Охрид, со тоа што убаво би било да тоа го одржуваме на секој 6 месеци. Знаете како, нели, и во светот имате председавач кој се менува после. Ние се менуваме на 2 години, значи следните 2 години на секој 6 месеци ќе ги собирам моите колеги тука во Македонија. Во Македонија ќе бидат, дали прво ќе биде Охрид, па ќе ги викнам во Скопје, па можда ќе одберам некој град од Источна Македонија, Берово можеби, или ќе ги викнам во Крушево, или во некој друг град, да едноставно и тие го почувствуваат шмекот, убавината, да ми ги запознаат сите колеги и да можеме сите заеднички да поставуваме прашања наизменично и да одговараме со медицина базирана на докази на многу дилемите кои се појавуваат, како кажав, нели во однос на педиатријата на сите нивоа. И ми е драго исто така што еве го најавувам уште сега оваа година планирам да направам и светски конгрес тука во Македонија. Се некако договоривме да тоа биде во Скопје, бидејќи има што да се види. И убаво ќе биде да биде во центарот на Скопје и така ми е во план да ги соберам сите педиатри, колку можам повеќе, веќе се најавени врвни предавачи, можеби тогаш ќе имаме прилика и вие да ни бидете гости и да запознаете некои од колегите мои од Јапонија кои ми се
уште ми остана сеќавањето, нели знаете, аз бев 3 месеци таму, да дел од моите колеги ги повикам и да ја запознаат Македонија и да видат дека и овде има вистински луѓе со кои што ќе можат да разменат своји размислувања, стручности, се колеги од Европа, колеги од Америка, Соединените американски, значи од секаде да имаме можност да стапнат, да почувствуваат колку е убаво и да се едноставно расшири знаењето, пошто тоа е целта на тие конгреси. Не случајно на предпочетокот ви спомнав, нели така и дознаевме нашите астролошки знаци, двајцата сме реков во знакот на овенот, а по знакот јас сум Шкорпија, и вие сте у Шкорпијата, тоа визионерството. Да. Никош не сум се излажал во моите оценки, верувајте ми. Еве, 55 години имам, 34 години сум во мас медиумите. Никогаш не се излажав во политичката сфера, во стопанскиот живот и сето она. Видовме дека во Америка се направи тој проект, афроамериканец се избран за председател, се оди кон тоа да биде и жена председателка, се мисли на дали на Сели или на Хилари, меѓутоа ќе биде жена за председател, а не су гасрно. Мој дом е Ангела Меркел. Дали, да, па може и Германија да го прави. Но дали Македонија, чинам дека е време да државата ја раководи, да биде председател, мислам, жена. Се гледате ли како председател на Македонија? Прашањето ви е, не знам како да ви кажам. Искрено. Со тоа што ги имате вашите лидерски способности, имате, еве, спомнавте вечерва за многу актуелности, значи председавач, спомнавте еден светски конгрес, значи лидершип во институцијата кај што сте директор. И имате таа човечка димензија на почитување на човековите права, на хуманоста и сето на покорноста, на ако еден директор, еден политичар не се поклони и рече јас сум слуга на народот, јас сум слуга на пациентот, тогаш нема никош да успее. Ќе се согласите? Да, ми се допадна многу. Баш слуга на народот и баш слуга на пациентите. Тоа е вистинската Аспазија Софијанова. Мислам, со ова кажавте се. И ви благодарам, пошто некогаш си викам како јас да се дефинирам себе си, во суштина, да, од една страна ја носам тоа визионерство, држи или желбата, но не по цена да биде, велат американците, me, myself and I. Значи не постои тоа јас и јас, него постои ние, сите тимски, но некој нормално мора да повлече. Браво. Тоа е тоа повлекување. Значи немате суетност, не сте суетна? Не. Тоа е, мислам дека едно најлошите особини, а впрочем знаете и вие. Библијата вели суетата е најлоша. Кралица на гревот. Мајката на гревот. Баш мајката на гревот. Ме прашавте за суетност? Не. Прашавте уште за една особина? Дали сте себична? Тоа најмалку. Значи, до последното ќе го дадете. Значи не можам да ви кажам, дури некогаш и тоа се граничи малце со да кажам, не знам. Ама знаете како стои во мене тој дел во себичноста што вие го кажувате сега? Значи себичност за мене значи да дадам знаејќи дека ако дадам 5 ќе добијам 6. Значи јас го чувствувам тоа дека моето давање на несебично на работите се возвраќа на некоја неверојатен начин или енергија многу повеќе. Тогаш сум благодарна на Бога, кога го возвраќа на начинот кој што он знае. Не барај реванш, не барај фидбек. Џабе вие да го барате, затоа што тоа се сили кои што јас многу од работите што сега доаѓаат, пак ќе кажам, биле од претходно минат труд. Значи јас ова сега што ми се случува не е практично последица на тоа дека јас сакам ова да го правам за да добијам. Не, ја практично имам се и сега ова е само последица на претходното се што се случува. Божи благослов, тоа е Господ. И секогаш сум велела, а тоа го знаат и пациентите, ќе го препознат тие што ме гледаат. Кога ќе прашаат докторке што да направиме за вас, секогаш мојот одговор е единствен. Само една свеќа во црква, Бог знае што од мене ми треба. И тоа е моето барање на мојата себичност, ако е ова себичност воопшто. Навистина ви благодарам, ме подсетувате една моја драга пријателка Валентина Божиновска, која поздравам навистина. И јас ја поздравам. И навистина која има таква една духовност. Само има побав глас од мене, она дефинитивно многу знае да говори и он е овен, не знам дали знаете. Да. Не сум знаел дека. Да, знаете дека е овен, ја поздравуваме. Ја поздравуваме. Да. Професорке, денес имате повеќе пријатели или неистомисленици, да речем опоненти? Пак се врзува со првото што постои? Да ви кажам вака, лично сметам дека можеби оние кои што ме сметаат за опонент или сметаат дека сум некаков опонент,
има многу брзо сваќа дека не е тоа така. Се повлекуваат одма назад. Да, затоа што ја гледаат повторно, ќе кажам, желбата моја да независно дали некој бил или не ми бил опонент, а јас така не го чувствувам, тоа може да сме имале различности за по некои ставови, тогаш мислам ги расчистуваме работите веднаш, во принцип расчистувам веднаш. Но има една работа, еве сега баш би сакала и да споделам со народот. Ве молам. А тоа е, не сакам кога постојат одредени манипулации и намешталки или како... Сопки. Ете, тоа е тоа што ми смета. Тогаш реагирам овој. Тоа е на голем грев, ќе се согласите. Дефинитивно. Значи, кога некој тенденциозно оди да ви направи некоја сопка, односно штета, без вие, да не кажам, со ништо не сте го предизвикале тоа, тогаш веќе ја гледаме другата Аспазија Софијанова, тогаш во тој момент размислувам која била желбата на групата или на човекот или на не знам кој, и можда некош пробувам да разговарам за да го надминам. Тоа некош имате нерадоразбирање по X основи. Но ако сватам дека некој продолжува тоа да продолжува и понатаму со таква тенденциозност, малициозност и желба за штета, тогаш веќе граничникот мој попушта. Не попушта во една негативна смисла на зборот, но едноставно сакам да ставам крај на таквата на тоа недоразбирање, бидејќи сметам дека може да наштети. Не знаете колку може да ви наштети една информација која навистина нема врска. Криво е кажано, криво кажана, не е вистина, непроверена работа, неточна работа, само за да ви се наштети. Тоа навистина не е благодарно. Зошто тие крлежи, ќе дозволите, така би рекол? Дозволувам, да. Дали се тоа еден вид пијавици, крлежи кои навистина ја цицат крвта, енергијата на човекот, на успешниот или пробуваат? Пробуваат, сепак ќе речем пробуваат. Веројатно тоа е начин на нивното обстојување, се хранат со тоа. Паразити. Паразити се хранат со тоа. Јас никогаш не би се хранела. Која е терапијата за паразитите? Терапијата за паразитите некогаш игнор, индиференс, еве 3 игнор, индиференс и сигурно индолентност. Баш тие 3. Ама, од друга страна би рекла, сепак оставете ги, ама нека не се занимаваат со некои луѓе кои можеби не заслужуваат или им се можеби љубоморни, да речем на некој начин, па смета дека на тој начин наштетувајќи ќе задоволат некоја нивна суета. Не се задоволува. И тие нема да бидат срекни, пак се враќа таа негативна енергија. Мислите дека спијате мирно, имат ли совест или? Мислам дека некои спијат мирно, затоа што со тоа се хранат, пак ќе кажам, а мислам дека некои не спијат мирно. А и профитира, да бидам искрен? Ба, веројатно. Очигледно дека има некоја цена која ја плаќаат за тоа да бидат такви. Да. Професорке, за здравството Македонија, од 1 до 5, која оценка ќе му дадете? Искрено. Искрено, мислам дека сме добри 4 минус. Добро. Не е лоша оценка. Пак ќе кажам, еви, народот знае, тие што ме познаваат, имав прилика доста во периодот и како менаџер, а пред се предходно по собствена иницијатива, сакајќи да се вистински едуцирам во областа на интензивната нега и терапија и доста да патувам. И во голем процент од делата кои што се донесени кај нас и се имплементирани, сепак можам да кажам дека нивото е пораснато. Во една Словенија нема приватно здравство, таму па се е државно, освен приватните амбуланти што постојат и во делот од примарната заштита, каде што дел имате и приватни лекари. А членка на Европска унија. А членка на Европска унија. Истото се случува во Загреб, многу помалку. Ние имаме и приватни болници. Јас многу често веќе размислам, дури отворено веќе почнувам да зборувам за приватно-јавно партнерство, кога веќе постојат болниците и во кое ќе можеме заеднички да си помагаме. Клиниката останува сепак, нели, местото кое што е каде што сите компликации се случуваат, каде што сепак завршуваат најтешките случаи. Затоа велам, мора да се чува тоа јадро. Мора да се чува таа фела која работи таму и тука нема дилема, но еве во дел каде што можеби некогаш сакаат луѓето и побрзо да завршат работа, имате X причини заради кои бараат и одредени услуги во зошто да не? Така. Или ако треба пациент од приватно да се претврли во јавно, и тука нема ништо против, нормално парите го следат пациентот, да доколку сето тоа биде, да кажеме, изнивелирано, мислам дека тоа би функционирало на вистина и во корист на пациентите, и во корист на нас лекарите. Кога не се почитуваат некои работи, тоа е лошо. А зошто така да биде? Ние сме сепак една фела. Ние сме сепак лекари. Сме посветиле голем дел од нашето време, од нашиот живот, дури и на штета на нашиот приватен живот, сме се дале да учиме, да се надградиме и да спасуваме нечии животи. Дали работиме во некоја приватна болница, дали работиме во клиника, дајте да се почитуваме пред се, да го почитуваме пациентот пред се,
Мене, например, ми се случува толку многу да ме бараат, можда и претходно биле во Систина, или во Ремедика, или во нека приватна. Ако бараат совет од мене, должност ми е да им ја дадам. Должност ми е да им објаснам. И понекогаш, верувајте ми, се врзуваат и за лекарот. Имате многу лекари во клиника кои што важат за врвни лекари и доаѓаат кај нив затоа што се такви какви што се. Истото се случува можда и во некои од приватните. Се врзуваат за лекарот. Знае да им објасни, знае да биде со нив. Ние сме пола лекувачи со збор, да кажам на некој начин. И многу е важно тоа како пациентот ќе ја почувствува таа сигурност. Затоа мојата желба е сигурноста во однос на педиатријата да се почувствува на сите нивоа. Кога има човек проблем на примарно ниво, да ја почувствува сигурноста тука кај моите колеги. Кога има проблем друг, да се почувствува. Ако немаме нешто во клиника или ако треба брзо да се направи некој испитување, а го има во приватната болница, зарем треба да дискутираме дали затоа што е приватна не треба да се прати таму пациентот? Не. Но да се има едно убаво разбирање помеѓу приватното и јавното здравство. И многу сум за таа. Затоа сте матица, затоа ве сакат, верувајте ми. Ова не е, сега не ве осипам вечера со комплименти, говорам, во различни сетнички заедници разговарам, со различни структури, различни слоеви. Значи не прави Софијанова разлика дали е син на порт или на председател на држава. Втора ситуација ве рековте, значи не правите разлика приватно и јавно здравство и се тоа. Тоа е успехот, професорки. Кога ја почитувате и другата страна, само така доаѓате до вистинските резултати. Ова што го кажавте ме потсети на едни пациенти, не е совршено важно, дека прв пат во животот ги видов, дека дојда побара помош од мене и не е битно како што не би сакала апсолутно ниту да ги поврзувам, ниту да ги споменувам по име и презиме, меѓутоа, од кога завршивме работа, прв пат ги гледам, дојдо и само рекоа, вие сте, аман, помогнете. Детето ни е таму, да дојде тука и помогнете. И тука се заврши приказната. Прв пат во живот ги гледам. Се јавив, иако не ги ни знам кои се ништо се јавив, помогнавме, дојде детето кај нас, го спасивме, влезе после жената и направи толку голем благослов, ми се чини, толку ме изблагословува, што ми се чини, се друго на светот беше помалку важно од благословот што го даде бабата на тоа дете кој што се спаси кај нас. Многу ми беше така. Има ли вредноста? Значи тоа е сепак голема вредност. Дадовме оценка, дај диагноза како лекар дајте ми диагноза на здравството. Знаете зашто не дадов петка? Дали е партизирано или е реформирано? Мислам дека е реформирано. Тука мислам дека барем кај нас здравствените работници си имаме сепак респект како фела и тука сакам да го назначам, истакнам и околу тоа барем во мојата глава, независно што и како кој размислува, тоа е негова работа, меѓутоа еве јавно пред народот кажувам дека лекарската фела мора да збрише некои работи и тука да си се однесува во однос на пациентот и да го гледа како животот како се. Тоа е крај, тоа е светиња. Значи во делот, еве јас не сум почувствувала ниту па еве можете секој од моите вработени на клиника да прашате, ниту околу тоа коментираме, ама коментираме за секое стручно влошување на состојба кај дете, за секое тимско работење каде што треба тимски да се пристапи. Тогаш не прашуваме ни кој е детето, ни зошто, ни како се вика, ни како се презива. Сите тука се сконцентрираме. И тука морам да кажам барем во тој дел. А убаво ќе биде да достигнеме, а можебе сме тргнале кон една добра четворка, како што сме тргнале вака, па до петка, тоа е веќе оние земји кои што имаат сепак малку повеќе пари. Меѓутоа преку ноќ не може тоа да се разбереме. Знаете како, дел од овие донации кои што ги добиваме конкретно ние на детска клиника многу помагаат. Тоа на еден начин како менаџер мене ми олеснуваат во однос на намалување на цените кои што јас ги имам предвидено во мојот буџет во однос на други работи, така да можам повеќе лекови да земам, скапи лекови да земам. Значи да можам да балансирам во делот да сите деца добијат вистински добра здравствена услуга, со тоа што дел од средствата кои што биле наменети или би ги скратила на лекови, сега кога веќе имам подобра опрема или кога истата сум ја добила така наречено на поклон или донирана, че парите можам да ги пренаменам. Прав менаџер прави добра алокација на средствата за... Што обезбедивте сега со
со новите достигнувања како клиника? Значи, јас себе имав прилика, баш пак ја споменам, Љубљана е актуелна зашто беше пред некој ден, каде што баш беше темата на педиатриските асоциации, имаше американец еден кој кажуваше за нови методи за враќање во живот кај децата, кои што ние веќе почнавме да ги применуваме неагресивни. Трендот во светот е неагресивно возвраќање во живот, односно одржување во живот, без многу, да кажам, агресија. Детето е многу вулнерабилно е, многу е лесно навлегува на, да речеме, одредени можности, ако вие поагресивно настапувате, да повредите други органи. Колку помалку агресија, толку подобро. Тоа е тренд во медицината, во педиатријата, зборувам неонатологија. Најнежното нешто што е детето. Тие неинвазивни методи, кои што се многу, впрочем, тие се најкомплицирани, а се вака наедноставни. Воведувањето на таквите методи, кои сигурно дека на помалку агресивен начин ќе го одржуваат животот кој е, да кажам, покритичен. Воведовме исто така, знаете, на ниво на клиничкиот центар заедно со детска хирургија, го воведовме кардиохируршкиот момент за неонаталната кардиохирургија и тука веќе полека се создава еден одличен тим кој веќе и со вродените срцеви мани ќе може да се справува. Тоа беше многу добро што го истакнавме на овие асоциации, каде што кажавме, еве, и во Скопје се случува ова. Стана колегата од Приштина и кажа, дајте да станеме симбиоза со вас, еве уште еден момент каде можеме да привлечеме пациенти. Колегите од Тирана исто така. Тие па имаат регионален центар. Тие па имаат одличен центар за аутизам, каде добивме покана да го видиме тој центар за аутизам. И ќе одиме да го видиме. Бидејќи тој бил во близината на Тирана, првата дама за која што имаме и во плани кај нас, нешто такво да направиме, нели да отвориме центар за аутизам, знаете дека тоа е горлива тема. И минатиот пат ве замолив како гласо на народот, верувајте ми, сакам несебична поддршка како проект да ви дадеме максимално емисии да водиме за и околу аутизмот. Малку за трансплантацијата. Вие сте координатор, така? Терминот ми е малце медицински, да го кажам, ми оди на тоа каладаречки. Кадаверична трансплантација. Че ни објасните уште еднаш за што станува збор? Тој дел, морам одма да кажам, дека е благодарение на еден одличен тим кој влезе во рутина која не е од сега. Тоа е рутина од поодавна во однос на живите трансплантации што се правили, од жив донор трансплантација или од фамилиарна трансплантација, значи од мајка на керка или од близок кој што е хајала идентичен, кој што може да даде органи, тоа се случува таму каде што има два органи, едниот може да се подари се вели, односно даде за да преживе другиот. И тоа се нели во најблиското семејство и таа жив донор трансплантација долги години кај нас и морам да кажам дека тимот на урологија е маестрален. Браво. Не смеам да го заборам и не сакам да го заборам тимот на анестезија. Значи без тие два линка, еден со друг, главните столбови. Тука нема коментар. Значи анестезиолозите заедно со уролозите се важни во кариката за оваа така наречена living donor трансплантација, која веќе е рутинизирана и која веќе навистина одлично функционира на овие две оделенија, кои во тимот за трансплантација како едно. Но кадаверичната е малку по-различна во делот на. Тука малку по-тимски имаме малку по-различен приод. Имено кадаверот, односно потенцијалниот донор на органи, кој е во клиничка смрт, до сега сите овие 12 што ги имаме се пациенти од неурохирургија, односно од кома центарот, односно од карио или клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување. И тука болничките координатори ми го најавуваат мене дека постои потенцијален донатор на органи. До моментот, бидејќи го изгласавме законот, значи многу е важно да нагласим и народот да знае дека веќе по закон имаме све, не отстапуваме, ама ниту едно нешто, бидејќи знаете многу горлива тема е. Отстапувањето од законските регулативи може да не однесе нас на вистина во несакан правец. И тука утре задутре ќе дојде ќе праша некој до каде сме, кој ви даде одобрение. Значи тоа се процедури кои ние сме во дел веќе ги естаблирали и веќе сме и рутинирале во, се сеќавам минатата година кога беше првата официјална, да кажам, официјална кадаверична трансплантација по закон.
И во 2006 имало исто така, меѓутоа тоа не било сепак онака законски регулирано. А претходно се правеле, меѓутоа некако замре таа работа. Од минатата година го направивме вистински по сите закони и регулативи. Значи, колегата од анестезија или болничкиот координатор ми јавува и ние веќе гледаме дека таа работа е веќе во постапка на мозочна смрт. Диагностицираме пододреден терк. Тоа го правиме на радиологија, односно на рентген институтот, каде мораме да видиме дали има перфузија на мозокот. Ако нема перфузија на мозокот, веќе започнуваме со размислување конзилиарно, значи ги викаме колегите од неурологија, ако е возрасен, или од неурологија ако е дете, значи повторно мозочна смрт кога се утврдува, неколку техники ги имаме за утврдување кога ќе видиме вистински дека е мозочна смрт, настапува мојот најтежок дел, делот на разговорот со фамилијата. Јас го организирам делот кој е поврзан со радиологија, анестезија, неурологија, и од кога ќе утврдиме дека веќе имаме дефинирана мозочна смрт, а тоа се верувајте вака кога ви го кажувам делува. Како делува со семејствата? Тоа е она. Значи тука треба да имате она позитивната енергија да ви веруваат. Тука. Се согласувате да ви веруваат? Значи тука треба уште повеќе да поработиме, бидејќи еви сега кога ме прашувате предизвикува кај мене емоции и првата и втората и третата и петата и седмата која прочитавте. Амблок имате? Да, обавезно. И последната, не знам дали читавте во Весник, кога беше потенцијал, односно, кадаверот беше од Кавадарци и им благодарам на тоа семејство и на сите семејства. Значи, без исклучок, еве тоа конкретно семејство, практично даде донор, беше мајката на таа фамилија, донор на ИЗЗ. Најдобри другари, а не знаеа синот и ќерката дека другар на синот практично го добива органот од неговата мајка. И кога дознавме, дојде и ми вика, синот, вика, докторке, дали знаете, вика, на кого мојата мајка всушност го даде органот? На мојот најдобар другар Гоце од, не е битно од каде. Јас останав без текст. Ние не знаеме, затоа што, видите, ние го правиме тоа строго медицински и строго со еден терк. Значи, одиме, разговараме. Кога ќе добиеме согласност, напишана, писмена, верифицирана во Министерство, почнуваме процесот на експлантација, тука веќе тимот на анестезија и урологија се собира, тие практично прават во исто време вадење на бубрегот и ставање на двајцата кои што нефрологија како клиника ги одредува по хајала типизација што ја правиме од веќе починатиот донор. И тоа е еден процес кој трае неколку часа, ама е многу важен за брзината, за свежината на бубрегот што треба да го добие потенцијалниот примач на бубрег. И верувајте ми дека радоста после сето тоа е толку голема, бидејќи не оптеретуваме ни фамилијата на тие кои се на диализа, не ги оптеретуваме и тие кои што вистински го имаат својот живот посветено на машини, цело време на вистина. Навистина е тешко тоа. И на членовите на семејствата, а и на самиот пациент. Многу е тешко и јас кога ги гледам вака, велам и со деца е комплицирано, ама еве вака кога ги гледате хронични пациенти на диализа, а веќе размислуваме за започнување и со црнодробна трансплантација, кој ќе ги видите и тие пациенти веќе жолти. Што повеќе има и такви случаи. Се повеќе и повеќе и веќе почнуваме да размислуваме, затоа 4 минус дадов. Оти во тој дел мораме да поработиме малку повеќе. Значи делот и до менталниот чип и до јавноста се разбереме. Да го поработиме делот за подигање на јавната свест околу тоа. Ги разбирам луѓето. Во таа мака мене ми е, не знаете колку не ми е едноставно, меѓутоа имам визија во мене и знам дека тоа го правам кога веќе овој живот изгубен, дајте да ги спасиме овие други. Меѓутоа пак живее тој и пак живее. Тоа е тоа што треба сега да го промовираме. И тоа е тоа што се израдував на Кавадарци конкретно на мајката, затоа што они видоа и рекоа нашата мајка живее, вика во Гоцета. Викам како тоа така? Живее, вика, нејзиниот бубрег е внатре. Да, мислата. И таа среќа на нивните прво на несебичноста да го дадат, а после на несебичноста и да го споделат, вие не знаете која среќа, само треба уште малку да поработиме. Професорке, пак ќе речам, значи не е случајно сте одбрани да бидете координатор, тука е човекот кој ќе ја соопшти, и таа медијација треба да има, не може секој таква медијација да води. Значи, тука ме радува навистина што вечер во Гласот на народот поканив личност која е позитивна и ги привлекува вниманието на сите. Значи не ве гледа само еден корпус, сите. Значи, ја тука би ги поканал гледачите, може? Може. Почитувани, значи Гласот на народот не би бил тоа како што милам секој да спомнам и вечерва. Ги отворам телефоните, бидејќи професорката
Е таа што се представи, ја знаете. Значи таа секогаш го сака, го љуби како јас народот. Тој што се плаши од народот, се плаши од самиот себе си. Затоа ве покануваме, говорите, прашувајте, поставите прашања. Отворени сме за вас, професорката прифати. Ево и можност, разговараме на оваа суштествена тема, тема која е најфактичка и најсуптилна, тоа е здравството. Значи, една од важните карајки на нашиот живот, нашето обстојување и живење, имајќи факт дека Македонија станува регионален центар. И станува еден пример каде еден расадник и на кадри, и на професионалци, и на стручњаци. Ќе ми дозволите да го поздравиме академик Живко Попов. Сигурно. Наистина тој е еден драг мој пријател и еден од пионерите на трансплантацијата, така? Апсолутно. Професоре, голем поздрав од професорката Софијана и од мене. Значи, вие сте еден професор, еден пионер во трансплантацијата и кој наистина признание од Сорбона, нели? При Сорбона и најважни... Многу признанија. Многу признанија. Дај Боже, такви професори и експерти што повеќе да има. Имаме и доста професори кои, вклучувајќи и вас, кои наистина Македонија треба да се пофали. Режија ве молам, ако имаме гледачи, јас сакам да вклучам. Со оглед тука тогаш ќе побараме 2 лири, може. Вика дека златото, вика момчењето е злато, а сребро е да се збори, викаше татко ми. Еве ние 2 лири ќе ви понудиме, не да молчите, туку да ве потикнеме да запеете заедно со Каролина и ќе се јавете. Секако ќе поставите некои прашања до мојата и вашата соговорничка. Одиме со 2 лири со Каролина и се враќаме у студиото. Две златни лири ми остави мојата баба да не поздрави. Свадбата кога ќе ја правиме, од неја песна да нарачаме. Живот мина, таа замина, само зборот со нас остана. Но љубов летна од творови, кај друга ден не
Да, рекоме Каролина и успеа овој песен за 2 лири. Не, ние ќе ви дадеме простор, почитувани. Со гласот на народот ви ги отвара портите, повелете, поставувате прашања. Со оглед дека рекоме професорката Софијанова прифати и да учествува гласот на народот, толку е важешка тема во секој случај, што секој од вас би заинтригирало да постави прашања. Рекол дека професорката Софијанова храбро настапи уште во денот кога е избран за пратен и рече не, се откажам што е таа ретка случајност, да ви кажам искрено. Јас изјавам, не сакам незе да инволвирам во политичкиот дискурс, но кога видовте пратеник да го врати мандатот, ви се молам. Еве, видовте пратеници, 1200 евра месечно си ставиш во джеб да не идеш на работа. Па кажете ми, има ли некаде во системот во овој на географскиот атлас? Но ајде да се вратиме на здравството. Еве, да направиме на компаративна анализа како беше здравството порано, како сега. Професорке, еве, колку 100 милиона евра беше опремата што е донесена. Тоа се многу пари. И сепак сите градови се слушав Штип ќе добие голем клинички центар за 200.000 жители. Мислам дека и идејата воопшто на медицината и на здравствениот систем во високо развиениот свет е да се, да речам, дисперзираат одредени институции кои ќе можат исто така да вршат голем дел од здравствените услуги локално. Зошто пациентот да се транспортира да се малтретира или да се малтретира, да речеме, од Источна Македонија во Скопје, кога би го имало Штип, а го има и ќе го има, ќе може гледаш. Ќе слушаме. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Во програма сме. Во програма сте? Ви молам вака сега. Се јавувам од Прилеп со големи поздрави до шармантната, убавата, квалитетната, енергичната, харизматичната, се што може секој епитет да и се дај, значи и даваме на Софијанова. Јас сум Василка Порчу. Поздрав од мене, од фамилијата, од Флорита. Тоа е наше дете кое што во нашиот двор во Крушево се нишавне на нишалката. Таа убаво се сеќава, а сега посебно поздрави, пошто и таа има крушевско потекло. Се што кажавте, се што рековте, тоа е точно. Таа е на вистина со еден голем квалитет, како ретко дете кога беше и како ретко сега малку повозрасна, али сепак е дама убава и млада. И пожелувам да работи и понатаки вака како за се што слушаме. Многу поздрав, Цури, многу поздрав. Ви благодарам многу, точно дека во Крушево сме и комши, мојата мајка е од Крушево и јас обично летен период одев таму и тоа е местото кое што во мене секогаш ќе предизвикува најубавата емоција. Детството, летниот период и зимскиот период го поминував кај мојата баба и морам да кажам дека со Флорита сме генерација и знаевме да си споделуваме ученички маки, тогашни убави денови, излегувавме заедно и се дружевме, бидејќи таа од Прилеп, а јас од Крушево, од Скопје, и меѓутоа Крушево ни беше местото каде што се сретнувавме. И секогаш е Крушево местото каде што, знаете како сите што живееме по различни градови од Македонија, ако имаме некој потекло по баба, по дедо, тука ќе не собереше и велам секогаш и тоа ме знаците што ме познават. Каде и да си, за 2 август во Крушево да си. И тука сме навистина поминале убави денови. Ви благодарам многу. Секој дел од Македонија ми е мил и драг и секој тебе се надам. Вас се надам. Да. Но еве, повторно се поврзува. Крушево е еден генератор на позитивна енергија. Значи, кај што се создава историја, се создава вредност. Имаме на Крушевска република, имаме Тоше Проевски, Софијанова и многу уште интелектуалци по кои навистина Македонија треба да се горде. Но дали треба да ги затвараме очите при вредностите, при убавините, нешто што Господ не ги дал, како Македонија, како македонци, како вредност и се тоа. Апсолутно, никако и верувајте ми. Да ги игнорираме. Никако да ги игнорираме, напротив, треба да сме горди, еве затоа ви ги спомнувам овие, да речеме, луѓе кои што би ги собирала понатаму и би доаѓале во нашава држава да ја посетуваат пред од стручен аспект, значи во основата е стручноста, а понатаму
сите ние кога ќе отидеме негде надвор, обавезно ни организираат и се пофалуваат сите држави, нели, со еден дел, друг дел, имаме многу со што да се пофалиме. Не само да се пофалиме заради пофалување, ние практично го живееме тој дел од минатото со кое, како да кажем, и корените и сето тоа што се случувало, како дел од нас и од нашата историја, е вистински за воодушевување, особено на тие кои немаат многу представа за тоа што и како било. И кога ќе дојдат, сите си одат со одлични впечатоци. Ма немате некакви такви вредности, кои што Македонија Веденска, по центарот на градот бев, и оваа екипа која дојде од Британија за IT и технолози, што е, подпиша некој договор за соработка со министерот Ивановски. Истите луѓе ги видов дека побарале ги водеа, нешто водичи, значи во центарот и воодушевени. Очите ги гледаш во очите колку се исполнети и вџашени позитивно. Имајќи факт, еве Македонија е 10-та од рангираните дестинации според New York Times или за посета. Точно, еве аз го гледам, пак ќе ви кажам, слушнале за еве некои работи кои што сакаат да дојдат да ги видат и да ги почувствуваат и да доживеат. И за Охрид ме прашува сега брзо, вистински ли дека има толку многу цркви, сакаат да дојдат да го видат. Охрид го спомнав, ама не е само Охрид. Веќе мислам дека експанзијата на можностите на луѓето не само едно време беше Охрид како дестинација која беше најтуристички привлечна, меѓутоа сега на вистина има. Еве го спомнавме претходно Берово, не знаете колку имам пријатели кои обожуваат да одат во Берово и на тој воздух и на таа клима таму, и едноставно и за децата дури го препорачувам. Берово, Крушево или тие попланински градови каде што убав воздух, убава енергија, ќе се исчистат и од алергија, од се, дури од медицински аспект да кажувам. Значи, да се концентрираме и на другите градови и да го извлечеме најдоброто, бидејќи секој има некаква историска вредност и духовна вредност. Спомнавте Берово, наистина сум изненаден пријатно од Славе Сирачевски Аврора, кој наистина направи импозантен и направи импозантен туристички капацитет. Наистина треба да Македонија која да се горде со такви. И јас не велам дека наши пријатели се бугарите, ама чому ти е да одиш да трошиш пари на Банско, кога имаш тука Банско и подобро од Банско. Согласите со мене? И сето таа македонска убавеност што има, вие сте педијатар. Овие алергии, со овие бронхијални проблеми што ги носат вналите внучињата мои се неколку дена болни, но резултатот на смогот, загаденоста, професор. Што ќе преферирате токму околу оваа загаденост што се појавува кај децата, каква е превенција? Сега ме поставите со уште едно прашање. На 27 април, денеска баш на стручен состанок, се договоривме ќе имаме предавачи од мојата клиника, професор Влашки и доктор Кировски, значи од оддел за пулмоалергологија, во кој што ќе ги дадат новите ставови околу појавувањето, раното појавување на астма. Професор Влашки направи многу убав проект со Европска унија и се поврзи со Канада и ни го презентираше на случај, од таа се бави само со оваа проблематика. Јас се ги фаворизирам моите колеги по одредена проблематика што се бават, и она баш за астма. И во тој дел и јас ја повикав да имаме стручен симпозиум кој што ќе биде акредитиран преку Македонското лекарско друштво МЛД, кој ќе се одржи на 27 во Арка. Еве и доколку сака некој дополнително да ги сретне овие стручњаци. Каде во Арка? Во Арка. Кај Саша? Во Скопје, да. А иначе ќе поканиме и гости од специјалниот институт за белодробни болести Козле, и од таму, бидејќи со нив соработуваме. Доктор Оливер таму е доктор Оливер и тие се Зафировски точно, се специализирани токму на оваа тема, сигурно ќе ни дадат предавач и некој од примарната ќе земеме. Така сите заедно ќе дадеме еден приот кон раното превенирање на таквите хронични бронхити кои се последица дел од алергија, дел од инфекција. Кога рекоте 27 април? 27 април. Можеме да направиме на студиска емисија, да направиме да ги поканеме? Апсолутно. Со задоволство. Јас сакам моите колеги исто така да споделуваат нивни искуства. И го правам тоа често кога ќе ми побараат, да речеме, соговорници, секогаш ги прашувам и на различни теми ги, да речем, нудам на некој начин за да говорат. Професорке, веќе влегов во финале, јас ве замолам, со оглед дека би сакал да дадете еден убав, не знам што зборен, еден заклучок на се тоа што вечерва говоревме, имајќи факт дека Македонија се похрабро чекори кон Европската унија, кон тие порти кај што навистина
ни се отворени за некои банални случаи. Не случај намерно не сака во политичкиот дел да ве инкорпорира, меѓутоа кога некој свесно работи, честно работи за доброто и благодатта на Македонија, некој па прави сопки да врати назад. Како ја дефинирате Македонија? Како ја гледате Македонија откако лекар, како професор доктор, како еден координатор, како еден председавач на Сдруженијето и сето на Македонија во европското здравство? Не сме ни свесни колку квалитетни луѓе имаме. Не сме свесни колкав потенцијал носиме. Тоа сакам народот да го свати. Значи, нашиот потенцијал и нашата генетика за давање на квалитет нема цена. Ништо подоле не сме од никој. Што живее во Белгија, што живее во Јапонија, што живее во Америка или не знам каде. Ништо подоле не сме. Само да се држиме сплотени и да ја влечеме позитивната енергија, да ги собираме позитивните работи од другите, да ги колку можеме повеќе чистиме оние негативности кои го кочат секојдневието, во кои ние не можеме да просперираме и во кои ние сакале или не сакале влегуваме во тој вртлок, или ние медицинерите го викаме циркулус вициозус, во кој кога ќе влезете не еден период можете да се извлечете. Ако влезете во тој дел од кругот од каде нема да можете да се извлечете назад, после никој не ве вади назад. И затоа подобро да одиме напред со онаа енергија која што ни е дал Бог, со ова сонце убаво, да можеме да го тоа што го дава сонцето, тоа е животот, да го претвориме во секојдневие во кое и во мракот, и во месечината кога ќе дојде, и во оние темници кои некогаш и по природно мора да се појават, не може све така убаво и глатко да тече, сепак го одбереме оној зрак, па макар на едниот само, и тој да ни биде водич, кон тоа да се извлечеме и од негативностите и сепак додем и да тргаме за напред, затоа што само тоа ја прави радоста. Тоа ја прави среќата, генерално. Се друго што сакаме да го прикажеме како негативно, пак еден ден се враќа со негативна енергија. Само позитивното дава позитивно. А уште еднаш ке нагласам, овој народ има потенцијал. Овој народ има квалитет што може да го понуди и кој може да биде за гордење. Дури сами не сме некогаш свесни колку имаме виоги отворени во мозокот, велат нели 23% од мозокот работел. Не. Кај нас може и многу повеќе затоа што сме принудени за некои работи, да и повеќе се помачиме, да и повеќе направиме напор за да стигнеме до некој од другите на кој полесно им е сервирано тоа. И на крај ќе кажам, да си се цениме себе си. Тоа е број 1. Кој ќе си се цениме ние, вакви какви што сме си, сите заедно, без разлика на вера, националност, припадност, ова, она. Ние сме сепак, како што рековте, народот кој треба сепак да си направи на ова мало парче земја, удобен и убав живот. Со мед и млеко. Ви благодарам многу што бевте мој соговорник вечер во Гласот на народот. Ви посакам добро здравје и успех работата и дај Боже да се остварат моите визии што ви ги спомнав. Ви благодарам и вас. И на народот фала. Почитувани, тоа беше професор доктор Аспазија Софијанова, која беше гостин во Гласот на народот. Благодарам на вниманието, пријатна вечер.